Почитувам председателя, почитувани колеги пратеници. Минималната плата не е само бројка. Таа е прашање дали едно семејство ќе може да ја плати сметката за струја, дали ќе има доволно храна до крајот на месецот. Денес зборуваме за тема што не е само бројка на хартија, туку реално за илјадници семејства во нашата држава. Според податоците на Државниот завод за статистика, трошоците за живот континуирано растат, а истовремено синдикатите предупредуваат дека ниту 3 минимални плати не ја покриваат синдикалната кошница. Минималната плата мора да обезбеди минимум достоинство за живот. Ако работникот работи полно работно време, а останува сиромашен, тогаш системот не функционира. Држава во која работник што работи полно работно време, а не може да живее од сопствената плата, е држава која потврдила во својата основна социјална функција. Минималната плата представува еден од клучните механизми преку кој државата директно влијае врз животниот стандард на граѓаните, пазарот на трудот и социјалната кохезија. Нејзината висина, динамиката на растот и начинот на усогласување се директно поврзани со борбата против сиромаштијата кај вработените, намалувањето на нееднаквостите и обезбедување на достоинствени услови за работа. Од 2026 година за еден месец синдикалната кошница се зголемила за 1000 денари. Во однос на февруари 2025 година синдикалната кошница се зголемила за 3609 денари, а во споредба со 2022 година за скоро 30.000 денари. Затоа минималната плата мора да се усогласува автоматски со трошоците за живот и просечната плата, за да обезбеди барем минимум достоинство кај работникот. Почитувани колеги, денес ве повикувам, престанете со политички калкулации, да донесеме одлука што ќе биде вистинска поддршка за работникот, да донесеме одлука со која ќе го кренеме достоинството на работникот и на крај да донесеме одлука со која ќе се гордееме сите ние. Ви благодарам. Благодарам. Следен за збор е пријавен пратеникот Оливер Спасовски.